Последното појавување на Џим Кери во јавност предизвика лавина реакции. 64-годишниот актер беше видно променет на доделувањето на Цезар Ауардс во Париз минатата недела, па покрај шпекулациите дека направил корекции на лицето, се разгореа и теориите на заговор дека бил заменет од двојник. Социјалните мрежи се преплавени со објави кои прават споредби со постери фотки и видеа од актерот и се чини дека дури и луѓето кои не веруваат во теории на заговор смета дека има нешто сомнително. Сега преку својот портал Џим Кери одлучи да се огласи. Според портпаролот, Џим Кери дефинитивно бил присутен на наградите. Во меѓувреме, прозборе и еден од главните организатори на настанот, истакнувајќи дека појавувањето на Џим Кери било историски момент. Посетата на Џим Кери е планирана уште од минатото лето. Тој беше трогнат од нашата покана за настанот. Организаторот додава и дека актерот цели 8 месеци го подготвувал својот емотивен говор кој го одржа на француски, а во публиката присуствувале десетина пријатели и членови од неговото семејство. Дојде со неговата партнерка, неговата ќерка, внук му и 12 блиски пријатели и членови на семејството. Додека го спремаше говорот, лично мене ме прашуваше како правилно се изговараат некои зборови. Пејачката Шакира наводно започнала врска со Лусиен Лависконте, кој е 15 години помлад од неа, актер најпознат по улогата на Алфи во серијата Емили во Париз. Јасно е дека Лусиен ги освоил обожавателите со својот изглед уште од првиот ден, а се чини дека Шакира не била имуна на него. Шпекулациите за нивната врска започнале во 2024 година, кога пејачката го ангажирала во видеото за песната Понтерија. Набрзо споделиле заедничка објава на Инстаграм со фотографија од видеото, вклучувајќи фотографија на која актерот е полугол и ја прегрнува пејачката. По објавувањето на видеото, двајцата биле видени како вечерат во ресторанот Карбон во Њујорк. Во сега избришаната објава на Инстаграм, Лависконте се чинеше дека алудира на видеото со Шакира и нивната потенцијална романса со насмевка. Shooting my shot, напиша тој покрај фотографија од себе како игра билијард, што обожавателите брзо го протолкуваа како тој да зборува за Шакира. Ниту Лусиен, ниту Шакира никогаш јавно не коментирале за наводната врска, но актерот со ентузијазам зборуваше за соработката со пејачката во подоцнежно интервју за E-News. Работата со толку неверојатен талент, уметник и личност беше неверојатно искуство. Научив многу од тоа и мислам дека сите можеме да научиме нешто од оваа прекрасна жена и тоа која е таа, вели тој. Поп-пејачот Владко Лозановски Лозано ја промовираше својата нова песна Среќен пат, за која сними и видеозапис. Лозано вели дека му е мило што снимил емотивна балада со искрена приказна за која верува дека ќе допре до многумина. Текстот го напиша Луна Ристич, музиката е на Гоце Симоновски, а аранжманот го направи постојаниот соработник на Лозано, продуцентот Лазар Цветковски. Режисери на спотот се Гурдан Божиновски и Верица Донев Божиновска, а во главните улоги се актерите Катарина Јовановиќ и Метин Ибрахим. Ми значи многу оваа песна и едве чекав да ја споделам со публиката, а за многу скоро подготвувам уште едно изненадување, нова песна во соработка со драги колеги од естрадата, рече Лозано. На 7 март тој ќе одржи концерт во салата Борис Трајковски во Скопје. Од 1 март официјално започна пријавувањето за учество на еден од најреномираните фестивали на забавна и поп музика кај нас, легендарниот Макфест. Конкурсот за Макфест 2026 е отворен и ќе трае се до 27 април 2026 година, точно до 23 часот и 59 минути. Сите заинтересирани автори и изведувачи може да ја пријават својата нова композиција преку официјалната веб страница www.macfestfestival.com. За дополнителни информации или техничка помош, организаторите стојат на располагање и на Macfest
1986@gmail.com. Фестивалот Макфест 2026 ќе се одржи во втората половина на октомври 2026 година во Штип, градот што со децени го носи епитетот за музички центар на Македонија. И оваа година е предвиден директен телевизиски пренос на фестивалските вечери, што значи уште една голема можност за авторите и изведувачите нивната музика да допре до најшироката публика.